Заев остана сам, речи си од никого од стручната јавност нема поддршка за неговите ставови и преговорите со Бугарија. Од тука отворено се поставува прашањето дали премиерот има легитимитет да преговара со бугарските власти за прекројување на македонската историја. Поставовите на Заев дека бугарскиот фашистички окупатор не бил фашист, дека Гоце Делчев бил заеднички јунак на Бугарија и Македонија, како и дека сме имале заедничка историја со Бугарија во документ насловен Македонски манифест, трите столба на македонската државност и национална посебност за прв пат во историјата, заедно апелираат во обидот да се почнат преговори со Европската унија, да се почитува вистината, правото и волјата на народот. Покрај граѓаните во одбрана на македонските национални интереси застанаа и МАНУ, МПЦО и УКИМ, од таму ги повикуваат и ги охрабруваат председателот на државата, собранискиот спикер и премиерот. Преговорите се водат на рамноправна и принципијална основа и со почитување на достоинството на македонскиот народ, да се почитува автохтоноста на македонскиот народ и неговиот историски, јазичен, културен и религијски континуитет. Да се почитуваат безрезервно сознанијата на македонските општествени, хуманистички и културолошки науки во врска со автохтоноста на македонскиот народ и неговиот историски, јазичен, културен и религијски континуитет. Да се уважуваат не само објективните факти и научната аргументација, туку и комплексната интерпретација на историските факти, настани и личности. Она што е проблематично за македонскиот премиер во манифестот потпишан од председателот на МАНУ Љупчо Коцарев, господин Стефан, ректорот на УКИМ Никола Јанкуловски, јасно истакна дека македонскиот јазик и неговите дијалектни разновидности постојат и надвор границата на денешна Македонија и обстојувале со векови. Македонскиот идентитет го црпи својот легитимитет од повеќе вековните традиции, обичаи и колективна меморија. Се она од што Бугарија бара да се откажеме. Против Заев застане и поранешниот председател на Македонија и основач и прв шеф на СДСМ Бранко Црвенковски. Тој го замрзна членството додека партијата не се огради од ставовите на партискиот лидер. Покрај МАНУ, МПЦ и ЮКИМ против преговорите за македонската историја застана и 62 видни интелектуалци. Во писмото потпишано од Наташа Котлар Трајкова, Тодор Чепреганов, Михајло Миновски, Виолета Ачковска, Елка Јачева Улчар и други се бара Македонија да не подлегне пред бугарските уцени и условувања.